многу интересно размислував дека можеби не постои професија која што не само што ќе изучувате теоретски, и има еден проблем, ден денеска многу голем. Ја мислам дека секој еден од нас споменал од повозрастните, се среќаваат младите кога даваат оглас за вработување и ќе кажат дека треба да има некакво искуство. И многу е тешко кога ќе завршите било какво образование и барате некаква работа и велат добро е да имаш некакво искуство. Како, од каде да почне човек за да се стекне со такво искуство и за да може, нели, многу пати огласите се така направени, образованието да го имаш, меѓутоа секој пат е проблем кога ќе речат определено временско или определени број на години да имаш работно искуство. Ова го говорам од причина што продолжуваме, се уште сме во втората глава на посланието на апостол Павле до Тимотеј, второто послание. И оваа вечер ќе ги разгледаме, ќе ги проучиме, ќе ги протолкуваме од 8 до 13 стих. Интересното е многу накусо ќе кажам што говорехме во изминатиот период во однос на оваа втора глава. Апостол Павле продолжува, би рекол, во негов стил да го охрабрува неговото возлюбено чедо Тимотеј. Апостол Павле не се откажува со таа негова грижа за неговото не само возлюбено чедо, за неговиот соработник во делото кое што го имаат во Исуса Христа. И многу е интересно што покажува ваква една грижа преку сите овие посланија, човек кој што е во римски затвор, човек кој што е окован во окови и не размислува за себе, не се грижи за себе, него целата негова, би рекол, и енергија, сите негови мисли, се она што е преокупиран во едни такви околности и затвор. Ја во една прилика реков дека дали да јас бидам во едни такви околности, ќе гледам како е најбрзо или највозможно да излезеш од едни такви околности. Апостол Павле не говори воопшто за самиот себе си, колку што преку сето она кое што ни го пренесува, ја покажува таа неизмерна грижа кон Тимотеј. И во таков еден контекст говореше во почетокот дека има преголема желба и му дава исклучително големи совети на Тимотеј како да го пренесува тој многу скапоцен залог, како да ја пренесе добрата вест на верни луѓе, но како и тој во сите такви едни околности на први век да остане посветен, да остане верен и сето тоа да го предаде на наредни генерации. И јас кажав оваа втора глава, последната моја проповед, дека апостол Павле говори преку 6 метафори и минатиот пат ги разгледавме првите 3 метафори. Ќе ве потсетам дека говоревме за земјоделецот, говоревме за атлетичарот и во таков еден контекст би рекол апостол Павле целокупната негова идеја беше дека воопшто не е лесно да се биде христијанин. Воопшто не е лесно на оние кои што одлучиле да го распространуват Евангелијето, да говорат за добрата вест. И јас кажав дека и апостол Павле говори, доволно е без разлике секој оној кој што се определил и се нарекува дека е вистински христијанин, секој оној, велиме, кој што е работник на Христос, дека воопшто не е лесна таа работа. И он преку тие 3 метафори, ако се сеќавате, преку војникот, преку, како што реков, земјоделецот и преку атлетичарот, говоревме дека говори за еден труд. Ако едно нешто е многу карактеристично за апостол Павле, таа е таа фраза на многу голем труд ќе треба да вложува Тимотеј и секој еден, реков,
од нас кој што доброволно одлучил да го следи и да работи за Христос. И видовме дека многу е тешко да се работи, како што рековме, тој на апостол Павле многу познат глагол за труд, каде што го употребува и кај војникот. Видовме ни што представува да бидеш во една воена служба, што представува дисциплината кај секој еден атлетичар кој што сака да постигне некакви услови, и повторно завршува со тој напорен и макотрпен труд на земјоделецот кој што го работи. И не случајно ги дава ваквите метафори со една единствена цел. Ја и тогаш кажав дека воопшто не е така, или не се согласувам со сите оние кои што очекуваат и се надеваат дека христијанството е лесна работа, дека преку христијанството ќе имаат полесен живот, дека преку христијанството ќе се обогатат, дека христијанството носи се нај. Таква концепција Словото Божјо не ни дава. Особено апостол Павле, напротив, тој кој што се определил да му служи, пак ќе кажам, на Христос, сака постојано да вложува голем труд. И за да продолжиме со другите, да речеме, уште 3 метафори кои што завршува оваа 2 глава, на многу интересен начин апостол Павле после овие 3 метафори ни дава, би рекол, како еден сендвич пред да отпочне со другите 3 метафори, ни говори за нешто сосема друго, а многу важно. Преку овие 6 стиха од 8 до 13 кои што ги прочита Борја, јас оваа моја вечерашна беседа ја насловив страдањето како услов за благослов. Има ли таква врска? Многу луѓе Бог го молат за да бидат благословени, многу луѓе тежниат и единствената мисла им е да бидат благословени. Што представува благословот? Многу пати секој си има свое различно разбирање на благословот. Многу пати луѓе се лутат на Бог зошто не ги благословува. И повторно овде апостол Павле говори дека страдањето е услов за некаков благослов. Преку овие 6 стиха оваа вечер јас сакам да видиме 3 многу важни компоненти, 3 важни нешта пред да отпочнеме идниот пат да ги видиме како завршни во оваа 2 глава уште 3 метафори на апостол Павле. И интересното е што овдека во овие 6 стиха апостол Павле, ако говореше претходно за, би рекол, за некакви светски случувања кои што се и атлетичарот, и земјоделецот, и војникот, сега нештата ги подкрепува, што се многу важни, така и отпочнав, да имате некакво искуство. Бидејќи теоријата е една работа, меѓутоа сето тоа во христијанството да го спроведете во дело, повторно ќе кажам, од лично искуство сака навистина многу голем труд. И ако нешто милувам да кажам за таа монета со нејзините 2 неразделливи страни, она што го изучуваме, она што го говореше апостол Павле за добриот залог, овдека му дава една подкрепа, го подсилува со тоа искуство. И не било чио искуство. Овдека ни говори, јас оваа вечер ќе се обидам, во првиот 8 стих говори за искуството, какво искуство има самиот Христос. Во другите 9 и 10 стих говори за неговото лично искуство и завршува со 3 стиха за искуството на сите верни луѓе, за искуството на сите христијани. И вака би рекол подредено, вака аргументирано е многу силно, би кажал, бидејќи не само дава примери од секојдневниот живот, него многу е тешко човек, како велиме, има онаа изрека, кога говориме дека делата ти се толку гласни, што не можам да те слушнам што ми говориш. Апостол Павле, овдека сите негови
метафори, сето она што се случува и го кажува во еден вид на теорија, преку светски примери, го потврдува преку самиот Христос, го потврдува преку самиот негов живот и го потврдува преку сите христијани. 8 стих вели: помни го Господа Исуса Христа од родот Давидов, кој воскресна од мртвите, онака како што ви проповедав. Помни го Господа Исуса Христа. Многу интересно започнува апостол Павле, обраќајќи се на Тимотеј. Можно ли се, што се не видовме за Тимотеј, што се не разгледавме, како е дојден Тимотеј до оваа позиција овдека, па се прашувам, нормално е да се наметнува едно прашање: можно ли е Тимотеј да го заборави Исуса Христа? Можно ли е денеска некој од нас, пак ќе речам кои што се нарекуваме христијани, да не кажам оние кои што нели го пренесуваме зборот Христов, да воопшто да го заборавиме Христос? Ако се навратиме низ историјата на христијанството, многу пати, па дури и самиот избран народ довоѓал во позиција да го заборави Христос. Денешната црква може да кажам дека и меѓу луѓе, или како да речам, меѓу верни луѓе, многу пати како да забораваме на Христос. Многу пати како заедници да се впуштаме во многу битни работи, во многу небитни би рекол, битни, но и небитни би рекол работи. И минатиот пат се подсетив и пастор Мите говореше за тие способни пастори или тие се попопуларни тие менаџери. Значи тоа црква да дојде како да имаш во раце да ти е дадена некаква фирма, па сега колку повеќе донесуваш пари, колку повеќе се занимаваш со градба, колку повеќе имаш во неј за хуманитарна дејност, колку повеќе во најразлични доктринарни нешта се навлегува и се заборава на Христос. Да не бидам погрешно разбран, нема ништо лошо ако има, нели, можност црквата да е богата, црквата да помага, тоа е и една и од улогите. Но говорам во контекст кога Христос апсолутно го нема никаде. Словото го нема никаде, има се останато. И говорам во таков еден контекст, таму каде што се говори здравото слово, таму каде што се предава тој вистински залог, луѓето ги нема. Луѓето повеќе ги привлекува таму каде што има убави згради, луѓето се повеќе привлечени од таму каде што има хуманитарна дејност, луѓето се привлечени од најразлични, не знам, добри хорови за славење, не знам, добри организации. Никој не говори за Христос, никој не говори за Словото, никој не говори за ова што го говориме за пасторалните посланија, никој не говори за ова што говори апостол Павле во едни вакви услови и продолжува, ќе видиме, да го советува што е важно Тимотеј да прави во неговиот понатамошен процес. Само ќе кажам и минатиот пат како подсетување, срцевината на добриот залог е Христос. Секоја една црква, и сега повторно ќе кажам, пастор Мите се молеше, нели, за заедницата на почетокот. Ние, ако не сме собрани оваа вечер и секој пат, ако Христос не е тој кој што не мотивира да дојдеме тука, ние сме во голема заблуда, секој ако има, нели, такво некакво размислување. Ако Христос го нема ништо од христијанство. Продолжува и му вели да го помни Христос и објаснува како да го помни Христос. Вели да го помни како воскреснат од мртвите и да го помни како Давидовото потомство. Може би како многу пати, ако не се замислиме, ја велам, ако не ја продлабочиме мислата, сериозно да седнеме и да размислуваме на зборовите, секој пат ми текнува, и сум го кажувал многу пати, може би, или
на различни места, кога требаше за прв пат се одлучив, нели, да проповедам. Од каде да почнам? Што да направам? И знам, Мите ми е учителот за проповедањето и велеше, одбери си еден текст. И јас како сега не можам да заборам, отворив Филипјаните. И ми вика, одбери си таму еден пасус кај што мислиш дека е убав и земи на него да размислуваш и забележувај на еден лист што од тоа што ќе го прочиташ. Како е, викам, Мите, па се го прочитав. Не, цел ден мисли си, па прочитај си го, па ќе ти текне некаква мисла, утрата ден па повторно, па ќе се видиме идната недела. Колку повеќе човек го чита текстот, колку повеќе човек се моли и искрено, тоа секој си го знае, сака да му проговори тој текст, сака да разбере што говори овој текст, текстот на таков начин проговорува и говори. Ако се замислиме на прв поглед, помни го Христос како воскреснат и помни го дека од Давидовото потомство, изгледа како да е ништо. Меѓутоа, овие две фрази ни го даваат целото Евангелие. Овие две фрази ни говорат за добрата вест. Од почеток, би рекол, па се до крај. Воскреснувањето од мртвите мора да ве врати на раѓањето Христово. Не можете да размислувате на Христос воскреснатиот без да се сетите на воплотувањето, без да се сетите на Христовото раѓање, без да се сетите на Христовото распнување на крст, без да се сетите на воскреснувањето и без да се сетите на вознесувањето Христово. Па говори за Давидовото потомство. Во Римјаните, првата глава, 3 и 4 стих, вели вака: за својот син по тело роден од семето Давидово, посведочен како син Божи во силата на духот на осветувањето, преку воскресението од мртвите, на Исуса Христа, нашиот Господ. Овдека апостол Павле говори за истото што ви го говорам. Помни го Христос воскреснатиот. Многу едноставна фраза, но многу длабока фраза. Во Лука, првата глава, 22 стих, ќе рече вака: а он ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид и ќе царува над домот Јаковов секогаш и царството негово нема да има крај. Ние ќе видиме на крајот на второто послание во 4 глава, кога апостол Павле ќе биде во позиција на одбрана пред судот, ќе видиме тогаш уште ќе се навратиме на овој овдека фрагмент како апостол Павле го брани сето ова. Многу е силен фактот што Тимотеј треба да го има и да не го заборава. Постојано, ако сака да го предава добриот залог, ако сака да говори за добрата вест, постојано треба да го има Христос воскреснатиот кој е од Давидовото коле. Не можеме ништо да работиме, ќе кажам повторно и ќе го употребувам тој израз како христијански работници, без разлика каде и што служиме, не можеме да бидеме ефективни ако не го имаме Христос пред нас. И овој 8 стих би кажал дека со други зборови апостол Павле на Тимотеј вели, а многу размислував дека тоа е и денеска на секој еден од нас. И му се случува и го живееме, би рекол тој, секојдневен христијански живот. Може би сите ние на определен начин, или како што вели апостол Павле до Тимотеј, ќе сакаме некој пат да ја избегнеме болката.
ќе сакаме од некој пат велиме да ескивираме, да немаме некакво понижување, да немаме некаква, нели, да ни се обраќаат на нас како луѓе поразлични од останатите. Дури вели и да дојдат такви моменти на страдање или во тој контекст и до смрт да сме доведени. Никој пат не треба да го забораваме Исуса Христа распнатиот. Единствената би рекол светла точка, единственото такво размислување може да не одржи да бидеме добри Христови работници. Второто нешто реков дека ова е искуството Христово кое што говори апостол Павле. 9 и 10 стих е искуството лично на апостол Павле и вели поради кое страдам дури до окови како злочинец. Но Словото Божјо не се врзува. Затоа се трпам заради избраните, та и тие да добијат спасение во Христа Исуса со вечна слава. Ово овдека во 9 стих, овој збор кој што го употребува апостол Павле, дури во окови како злочинец, или во оригиналот вели како криминалец. Долната осуда, говорам за тој тогашен контекст, тоа се криминалците. Овој збор апостол Павле го употребува овдека и е употребен уште во Лука, кога Христос виси со двајцата злосторници. Само на тие две места у целата Библија се употребува овој збор. И овдека го истакнува апостол Павле, бидејќи ние за апостол Павле сме говореле и го знаеме неговото, секој пат велам и милувам да кажам неговото сиви. Кој е апостол Павле? Кој ќе го имаме тоа во предвид на вистина, ова што му се случува на апостол Павле, тоа е како да се случува на некој злочинец, не на римски угледен граѓанин. И сето она, повторно ќе кажам, кое што го поседува и кое што го имал апостол Павле. Ова е многу, би рекол, долна, многу навредлива состојба за апостол Павле. И за апостол Павле, и пак ќе кажам, ако го имаме сето тоа кое што го има апостол Павле и во денешни услови, е многу долно, многу мизерно е да бидете оковани во синџири и да бидете затворени во римски затвор, третирани бидејќи сето тоа што му се случува како што вели, како криминалец. А суштината и текстот продолжува, бидејќи е врзан поради Божјото Слово. Затварањето на апостол Павле не е криминално затварање. Апостол Павле е затворен бидејќи ја шири радосната вест. Причината за неговиот затвор е таа. Но апостол Павле, повторно ќе кажам, ќе видиме, пред малку кажа во 4 глава, како ќе се одбрани апостол Павле пред судот. И вели, затоа се трпам заради избраните, та да и тие добијат спасение во Христа Исуса со вечна слава. Многу е интересен овој овдека фрагмент и многу е шпекулативен во однос на избраните. Ние имаме дури цркви, имаме деноминации кои што говорат, нели, за избраните, многу го употребуваат и го користат овој фрагмент овдека од апостол Павле да кажат дека, нели, Бог има некои што му се подраги, кои што ги милува малку повеќе, па им дава вака, би рекол, преку ред, нема да одат регуларно до спасението, него по некоја заобиколница ќе дојдат. Таква, повторно ќе кажам, концепција Словото не ни дава. И овдека апостол Павле, кога говори во овој контекст, за избраните, апостол Павле токму спротивно да го кажува, дека дури сите оние кои што вистински ќе поверуват, сите оние
кој еден ден ќе бидат спасени, како луѓе кои Бог знае, нели? Кои се тие луѓе, не може да бидат спасени по заобиколен пат. Не може да има спасение поразлично отколку проповедањето на Божјото Слово. Секој еден кој што ќе се спаси преку Исуса Христа, преку проповедањето на добриот залог. А апостол Павле, затоа ќе видиме малку подоцна, тоа и го говори и вели дека добивањето на спасението во Христос не е посебно или одделно како што вели, но всушност се случува преку самиот Христос. И продолжува и вели дека поради страдањето на апостол Павле се доаѓа до тој искупителен момент. Меѓутоа и овдека да не бидам јас погрешно разбран, не означува дека, како се вели, нема искупителен ефект апостол Павле, него самото, како да го кажам, самото негово лежење во римскиот затвор. И сето она кое што вели дека не може на друг начин да се сопри. И не може да се стопира во оригиналот е страдам дури до окови како злочинец, но Словото Божјо не се врзува. Сакам да го објаснам врзувањето на Словото Божјо. Што сака да каже апостол Павле? И покрај неговото затварање во римски затвор. И како што говори во 10 стих, затоа се трпам поради избраните. Претходно кажав дека апостол Павле е затворен во римски затвор како злочинец поради самото проповедање на Словото. И станува збор, повторно ќе кажам, поради сите избрани, сите оние кои што поверувале. Апостол Павле вели дека нема таков човек кој што може да каже дека е спасен без тоа да е направено преку проповедање на Божјото Слово. Не знам колку сум, дали ме разбирате, но ова го говорам и ми е важно да е разбирливо од причина. Луѓето мислат и сметаат дека може да се дојде до спасение без да се проповеда Божјото Слово. Може да дојдат до спасение без да го слушаат Божјото Слово. Апостол Павле говори дека во тој контекст Словото Божјо не може да биде врзано. И завршува овој втор дел, овој втор фрагмент, како што го нарекувам, искуството лично на апостол Павле. Апостол Павле вели дека не можете да го проповедате Божјото Слово без за него да страдате. Не можете да говорите за Христа, не можете да ја распространувате благата вест без притоа да страдате за неа. Ова треба да го имате, како што реков предвид, дека го говори на Тимотеј, отпочнува со тоа да го помни Исуса Христа. Треба да имате претходната проповед, како што почнав,
со трите метафори, дека целокупниот негов живот, целокупното негово понатамошно проповедање ќе биде тешко, ќе сака труд, ќе сака напор и нема друг начин. Од 11, 12 и 13 стих е заедничкото или општото искуство. Верни се зборовите, ако со него сме умреле, со него и ќе оживееме. Ако трпиме со него и ќе царуваме. Ако се одречеме и он ќе се одрече од нас. Ако не веруваме, он останува верен, бидејќи сам себе си не може да се одрече. Како да го наречам, ако претходниот фрагмент е комплициран, сега доваѓаме можеби до уште покомплициран дел. Верни се зборовите, почнува апостол Павле со 11 стих и оваа фраза ја употребува и во 1 Тимотеј 1:15, и во 3:1, и во 4:9, и во 3:8. Многу позната фраза за апостол Павле и за еврејската поезија. Како што почнува вели, верни се овие зборови. И затоа велам во овој познат во еврејската поезија паралелизам, двоен паралелизам, и тежок е за разбирање, и ако не ви го објаснат, многу тешко, многу пати луѓето викаат дека како да се контрадикторни самиот текст, како да неразбирлив е, би рекол. И овде станува збор точно за паралелизам, дури би рекол за двоен паралелизам. И првиот пар, би рекол, се однесува на оние кои ќе останат верни во Исуса Христа, ама ќе издржат до крај. И вториот пар се однесува на оние лажните и на оние нелојалните. И повторно некако се радувам, бидејќи многу често сум употребувал, ми викаат за лажните христијани. Па употребувам бидејќи и словото говори многу често за лажните христијани и дека колку ќе наближува времето до второто доваѓање на Исуса Христа, се повеќе ќе има лажни христијани кои ќе седат по црквите. И овдека затоа ова не случајно го говори апостол Павле и говори точно за лажните и за нелојалните. И во една прилика исто говорев, ако од многуте добри нешта, како би се изразил, во христијанскиот живот, лојалноста е многу суштествен елемент. Тргнувајќи, нели, од примерот како што овде и во овој контекст говориме вечерва, Христос, бидејќи лојалноста на Христос е уникатна, би рекол, кон нас луѓето. И овој прв, би рекол, паралелизам, или оваа прва двојка, ако со него сме умреле, со него и ќе оживееме, ако трпиме со него и ќе царуваме. Римјаните 6 глава 3 стих вели вака: зар не знаеш дека сите ние што се крстивме во Исуса Христа, во неговата смрт се крстив? И 1 Коринтијаните 15 глава 31 стих вели вака: и секој ден умираме, и секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господа Исуса Христа. Тоа е веќе 2 Коринтијани 4:10. Самиот паралелизам и суштината е дека сме умреле во Христос и ќе трпиме за Христос. Велам дека тешки се овие фрагменти. Во една прилика говорев уште во самото зачнување во Еденската градина за греот.
И многу пати тргнувајќи од таму, дека казната за гревот, велиме, дека е смрт. Па ако ја продлабочам тезата, се со цел за да се разјасниме и важно ми е да разбереме зашто говори овдека текстот. Кај нас во Библијата, вообично кога станува збор за грев, се пишува грев. Но не секој пат и не знам кој како го разбира гревот. Да дадам еден пример. Грев е ако ве излажам, си е грев. Грев е и ако украдам, повторно е грев. Грев, ако ти земам 100 евра и не ти ги вратам, повторно е грев. Ако ти земам и 10.000 евра да ги проневерам, повторно е грев. И ако убијам човек, повторно е грев. Од прилике, вака се објаснети нештата во Библијата, но ние велиме, стручно не секој пат гревот е грев, бидејќи во оригиналот многу е важен контекстот и зашто станува збор. И не е исто грев да не ти вратам 100 евра, и не е исто грев да убијам човек. Овдека апостол Павле говори за умирањето, за нашето лично умирање, од кога ќе се нановородиме, ќе си го земиме секој својот крст, и ние велиме додека живееме на оваа земја и додека растеме во спознавањето на Христос и се трудиме да живееме христоподобен живот, ние умираме секојдневно. Ние се распнуваме секојдневно. Затоа е, повторно ќе кажам, многу тешко и имаме потреба од Христовата помош, имаме потреба од молитва, за да може да го живееме овој живот. Многумина велат дека е многу лесно. Да, многу е лесно ако не се менуваш. Тогаш е многу лесно, си остануваш, и скажуваш, си поверувал, си доаѓаш овдека на театар еднаш у недела и си го тераш животот. Меѓутоа, ако сакаш да го живееш ова кое што го збориме, јас можам да ви говорам без нималку срам од моје лично искуство. Сака секојдневно умирање за кое што говори овдека апостол Павле на Тимотеј. Ако сакаме да бидеме вистински верни луѓе, ќе се распнуваме секојдневно и многу е тешко да се распнувате. Ви кажувам, барем мене ми е многу тешко. И јас многу пати велам и овдека, добро е да умрам еднашка за определен грев. Меѓутоа, мене ми е тешко што умирам по неколку пати за еден ист грев. И пасувам во истиот грев. И повторно се распнувам и никако да умрам. И па се молам, и па се консултирам со блиски, и па го читам слово. Значи, па ќе кажам, тешки се овие, но колку успевам, се надевам да, важно ми е да го разберете ова, бидејќи, како што вели, само ако умираме, како велиме со Христос, само ако се распнуваме со Христос, можеме еден ден да царуваме со Христос. Ако не умирате секојдневно, ако не се променувате секојдневно, ако не се распнувате секојдневно, си го губите времето. Дека еден ден ќе царувате. Некои ќе умираат секојдневно, некои ќе се распнуваат секојдневно, некои ќе ораат секојдневно, некои ќе бидат дисциплинирани секојдневно како атлетичари и ќе војуваат секојдневно и утре со оној што ништо не правил, ќе царуваме заедно. Не, грешка сте 101%. Таква концепција нема библиска. Христијанскиот живот е живот на умирање и живот на издржливост. И многу пати, и пастормите, и многу луѓе велат дека не е лесен христијанскиот живот, како што велат, и не е за луѓе кои што се слаби. Еден мој професор велеше на факултет, ние, луѓето, особено христијаните, многу малку и многу тешко се менуваме. И има голема вистина, морам да ви кажам. Колку повеќе јас раснам,
колку повеќе имам искуство како што зборам, ако бидам само критичен, морам да ви кажам дека многу малку и многу тешко се менува. Никој не сака да излезе од својот комфорт таму каде што е. Не. Тоа е. Само може да си се залажуваме, само може муавети да си кажуваме и да си тераме. Ако бидеме честни, ако бидеме самокритични, многу, многу малку. Јас секоја нова година, тоа го велам, направивте ли ретроспектива на претходната година? Што променивте во изминатата година? И секој пат велам, не морате да кажувате, но повторно ќе кажам, ние сме овдека, аналогијата е семејство. Луѓето во семејството сме отворени, луѓето во семејството си споделуваме маки, тешкоти, било се. И овдека е семејство, сум кажал. И овде има луѓе со кои што споделувам. Не можам со сите, нели? Меѓутоа, како да не сме честни самите пред себе си. Римјаните 8:17 во овој контекст апостол Павле вели, ако сме пак чеда, ние сме наследници Христови, но само ако со него страдаме, та со него и да се прославиме. И во 2 Коринтијаните повторно апостол Павле 4 глава 17 стих ќе рече, зашто нашите сегашни лесни страдања ни донесуваат во голема изобилност вечна и полна слава. Патот кон славата, патот кон царството, патот кон Христос заедно да управуваме 1000 години на земјата, води преку крстот и води преку страдање. Други кои што ви кажуваат дека полесно е и дека тешка работа. Вториот паралелизам вели, ако се одречам, и он ќе се одрече од нас. Ако ние сме неверни, он останува верен, бидејќи сам себе си не може да се одрече. Ако се сеќавате, не верувам, Матеј кога го разгледувавме 10 глава, говоревме, а кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец небесен. Каде е паралелизмот? Ако ние сме неверни, он останува верен, па вели, тој ќе се одрече од нас и тој повторно останува верен. Неговата верност се искажува во нашата неверност, како што велиме. Бидејќи и овдека ми доаѓа и се смеам многу пати сме се среќавале со луѓе кога се нечестни, нели, во разговорите и не се честни како трагачи, велам, кон вистината, него сакаат да спорат, па како беа оние фрази, може ли Бог да направи нешто толку големо што не може самиот да го дигне? Па каков е тој Бог што не може да направи определено нешто, нели, во ваков еден контекст. Бог не е тоталитарен диктатор, тоа многу пати сме го говореле. И единственото нешто кое што Бог, велиме стручно, не може да го направи, не може затоа што не сака да го направи. Таа е основната причина. А на почетокот реков, карактерот на Бог е неговата постојаност и, како што реков, неговата лојалност. Тоа е најголемиот наш пример, бидејќи, како што реков, како црква, општо земено, имајќи го Бог за пример, лојалноста е суштината на едната работа. Да бидеме лојални едни кон други, да бидеме лојални кон Бог до крај. Нас малку некој нешто ќе ни сгреши, фрламе се од вода. Почнуваме на ново. Па нели сме семејство, и тоа сум го говорил многу пати. Дома така правите, ќе ви речат децата и шо ги оставате на страна. Ќе ви рече нешто сопругата, шо ја мењате со друга. Не. Простувате и продолжувате понатак, ама вистински простувате. Овдека по црквите стана фарса. Секој си
си кјути, си голта, ама памти, како беше, ќе ја закопаме секирата, ама знам кај ја закопам. Тоа не е простување. Сериозните луѓе, возрастните луѓе, водат сериозни разговори. Седнуваат и разговараат сериозно. И ги решаваат проблемите. Во таков еден контекст, Бог е постојан, велиме, нели, во неговата милост, Бог е постојан во неговата праведност и Бог е постојан во исполнувањето, велиме, во ветувањето на неговата благодат, која што говорев пред малку. Меѓутоа, никој не ја продолжува тезата, никој не ја продолжува мислата и фразата да кажеме и дека Бог е праведен судија. Не може само Бог да го бараме и да е добро кога треба да не благословува. И овдека на овој паралелизам е токму тоа. Ако ние се одречеме од него, тој останува верен и тој ќе се одрече од нас. Бог се одрекува од нас бидејќи Бог ни дал заповеди. Дека Бог ни дал точно прецизни нешта како во дадени и определени околности треба да живееме живот како што тој ни вели. Во овој негов сегмент Бог е верен и нема да оди против себе. И во ваков еден контекст Бог се одрекува од нас. Не можете нешто што ви е кажано дека не смеете да го правите свесно и да барате милост. Па каков е тогаш тој Бог? Неговата верност кога ние сме неверни е верност, вели, кон неговите предупредувања. Се она што Бог не предупредува, Бог ќе си остане верен. Ние многу пати, пак ќе кажам, сакаме да ги прекршиме правилата, па да се покаеме, па да побараме милост. Па може ли тогаш Бог да биде лојален на своите ветувања? Кога би било така, тогаш нема да биде ваква фразата, тогаш Бог ќе се откаже од самиот себе си. А овдека вели, не може Бог да оди против самиот себе си. Бог тоа што го рекол, Бог го одржува тоа до последно. Бог вели ни дава живот, ако умреме со Христос и ако издржиме до крај, ни дава царство да живееме заедно. Тоа е патот, тоа е условот. Ако ова вечерва што го разгледуваме и го говори апостол Павле, упатено до Тимотеј, што го очекува, како да се однесува и какви аргументи му дава, пак ќе кажам, со трите метафори од минатиот пат, кои се светски метафори за тешкотијата, и овдека ги опфаќа и Христовото искуство, и личното на апостол Павле, и на сите верни. Идејата е, многу пати сум ја кажал, и оваа вечер, и во средите, не можете само со едно идење во недела да го запознаете оној со кого сакате да ја поминете вечноста. Па тоа јас велам од аспект на консултирање, па да имате сега дечко и девојка, па да се гледате еднаш неделно, па ја ќе ви кажам, немој да влагате во брак, бидејќи ќе се разведете. Ја не познам, не знам каков пример да ви дадам, дека некој овде ќе има и влегол во брак, еднаш у неделата се гледал со девојката или со момчето. Па како можете, ако разбираме дека вечноста ќе ја поминеме со некого и ни дал тој некој упатство, како треба сега овдека да го осознаеме, да го научиме што сака, што неќе, каков му е карактерот, како у царство ќе царуваме, какви позиции ќе имаме, за што ќе се бориме.
И со 1 сат, еднаш во неделата, па некој па и кој знае кога доаѓа, и сите се надеваат, сите ќе видиме у царството. Не е баш така да ви кажам, а тоа е за некоја друга проповед. Апостол Павле сето ова, завршувам со тоа што го говори, многу често, повторно ќе го спомнам ова вечер, пастор Мите, говориме за принципи, принципите се суштината на Словото. Говори за нешто што не се променило. Нема први век, нема втори век, нема 20 век. Тоа е непроменливо. Така ќе си остане се до Христовото доаѓање, дури јас малку си фантазирам, така ќе биде и со царувањето во него. Нема промена. Кој сака, треба да бидеме честни, треба да бидеме самокритични и да застанеме и да си кажеме така како што вели Словото. Нема да биде лесно сите богати, сите успешни джипови коли и не знам што, така е, хелти велти, просперити. Принципот апостол Павле вели на Христос да го мислиме, така рече, немој да забораваш, му вели на Тимотеј. Немој ние да забораваме. Како се роди Христос, каква смрт имаше, каков живот имаше, во раскош, во што имаше, за да ни даде. Каков беше животот на апостол Павле, каков беше животот на сите големи мажи и жени, да кажам, на верата во Библијата. Многу треба да бидеме силни, имаме можност од кај да ја црпиме силата, треба да бидеме дисциплинирани и сака напорна работа за таму каде што сме тргнале. Ке видиме, остануваат наредниот пат уште наредните 3 метафори на апостол Павле, кој што му ги кажува на Тимотеј. Повторно е употребен тука работникот и ќе видиме што се преку какви 3 метафори го советува неговото возлюбено чедо. Мене тоа многу ме инспирира, како што реков пред малку, поучен од таму од каде што почнав, како што рекав од пастор Мите, дека честно е оние кои што стојат од оваа страна, максимално, луѓето не сакаат вакви проповеди. Луѓето не сакаат да слушаат за тешкоти. Не. Луѓето не сакаат да слушаат за дисциплина. Сакаат така, по-лесничко, по-убаво на увото. По-добро се чувствуваат, ама многу пати сме рекле, верата не е чувство. Верата е определба. Свесно да разбереш, да осознаеш и да направиш чекор. Да бидете благословени и ви посакувам да се држиме сите заедно, зашто единствено ако се држиме сите заедно можеме и да обстоиме и во тешкоти, и во трудни работи, и да дојдеме до крајот. Оние што зборат дека има полесни и подруги опции, тоа не е опција. Постојаните делби, постојаните расправи, постојаните и преска, реков, нешто друго. Имајте го на ум Исуса Христа.